Денес во чест на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам сме во посета на населеното место Бучим да им честитаме на мештаните од ова населено место, а се поклопи нивното чествување и празнување на нивниот празник со оваа свеченост која што ја направивме пред малку, односно пуштањето на улицата во употреба која што беше изградена од страна на општината во изминатиот период. Ние како општина, значи, се трудиме да направиме рамномерен развој и на градот и на населените места и впрочем и нашата програма така е концепирана да се реализираат проекти во сите населени места, вклучувајќи ги населените места во кои што живеат и турско население. Само сега ќе се задржам на тоа што ние како општина отпочнавме или допрва ќе отпочнеме со реализација во населените места Тополница. Тоа е значи следната недела ќе ставиме камен темелник на мултифункционално игралиште, инвестиција некаде околу 100.000 евра. Во селата Аликочи Гоџелија во соработка со турската инвестициона агенција ТИКА веќе е отпочната санацијата и доградбата на секундарната мрежа на водоводната секундарна мрежа во овие две населени места во селото Калузлија. Исто така ќе го поплочиме со бекатон плочки дворното место во школскиот двор, како и пристапната улица до самото училиште. И во населбата, односно во Шаин Мале, веќе реализираме два проекти. Тоа е на пристапна улица која што е веќе завршена со бекатон плочки, а за брзо време ќе завршиме, односно ќе асфалтираме уште една улица во самата населба Шаин Мале. Значи, гледаме да реализираме што повеќе проекти, да ја оправдаме довербата која што ние како локална самоуправа, како локална власт ја добивме од страна на граѓаните за време на локалните избори и мислам дека сме на добар пат целосно да ја оправдаме, односно да ги реализираме сите ветени проекти и плюс надвор од програмата и она што не сме го ветеле во одредени населени места на наше задоволство ќе имаме прилика да реализираме плюс проекти кои што ги немаше во изборната програма. Исто така, не се запоставени и силен акцент ставаме и во местните заедници во градот, каде што имаме прилика да бидеме сведоци на низа проекти кои што се реализираат во моментот, а секако и населените места во склопот на општина Радовиш, во Равица, Подреш, Покрајчево, Јаргулица, Злево, Калугерица, односно сите населени места ќе си го добијат потребното значење и посветеност од наша страна да ги реализираме сите ветени проекти без исклучок. Па да, јас веќе во неколку наврати тоа истото го напоменувам дека ние како совет на општина Радовиш со оглед на програмата и динамиката која што како совет му ја задаваме на некој начин на градоначалникот, можам да кажам дека повеќе од очекуваното. И вие граѓаните можете тоа да го видите дека е така. Значи не говориме на празно, него зборуваме на факт. Го зборуваме со факти. И денешната улица во Бучим е дело на една посветена и доследна работа, е дело на веќе ветени проекти за време на локалните избори 2013 година. Секако дека е дело и на меѓукоалицијскиот договор меѓу ВМРО-ДПМН и ТДП и дело на советниците во Советот на општина Радовиш. Меѓутоа сето ова за да може да биде реализирано, морате да имате посветена работа од страната на единиците за локална самоуправа и службите. Ако таму градоначалникот не дежури на случајот, се е џабе. Во конкретниот случај имаме успешна реализација на целата програма која што Советот ја донесе. Това значи за нас многу нешто. Вие сами гледате граѓаните, селјаните од селото колку се радосни и ние се радуваме денеска и денеска ни е празникот Рамазан Бајрам. Се погоди на истиот Рамазан Бајрам. Затоа од таа страна ние сме големо благодарение, највише заслужува начело градоначалникот Сашко Николов, нормално и дека председател на Советот Никола Миовски и колегите советници најголемото благодарение заслужуваат бидејќи што ни ја даат подршка, што заеднички ги донесуваме одлуките и се надевам дека 2013 на локалните избори што ги имавме ветени на населените места, денеска е факт, се гледа дека почнуваме дека да ги реализираме, тука не застануваме, ние продолжуваме. Многу сме благодарни од градоначалник за вас, село што направи улицата. Јас сум граѓан од селото Бучим, до сега немаше такви работи ништо. Многу сме од него благодарни за оваа улица. Многу имаше кал, не одеше ни возиле тука ништо. Добро е многу. Успешно и амбуланс не влезеше тука, ништо. Патот беше многу лош. Сега добро, многу. Задоволни сме многу. Вода имате? Имаме. И сега има една чешма таму бунарџи китајки се донесе тука. И доли кај гробиште не се одеше возиле таму и таму прават. Значи се прави. Се
почне од нова. Но пред една година доле асфалт немаше, 3 км направи. Сега сме супер. Има услови за живот. Има водовод имаме и вашо направи сега многу успешно нешто направено. Многу сме од градоначалникот благодарни сме од него. Ако продолжи така, многу успешно, да. Добро, алал да вие улица што направите, во е супер и за вода и за асфалто. Благодарни сме, Господ здравје да ви даде век. До сега како беше Улицата за никаде не беше, за никаде смрѓава, кал, а сега е супер, што ви даде Господ, нека ви даде Господ здравје, убаво се. Многу ни потребни беше, фала Богу сега што направите, улицата ни добро е, многу личен нешто и за селото, за се, за народот, многу успешно направено. Сега до сега на нас не е многу убава оваа улица што се направи. Благодарни сме од оваа работа. Многу До сме. сега како беше улицата? Како се движевте по неја? Понапред од калта не се видеше, од многу лошо ни беше. Од тука нагоре не се одеше возило, не се одеше ништо. И затоа многу ни макани беше со оваа улицата. Сега, фала Богу. Зимно време? Зимно време никако не се одеше од тука нагоре, некој возило, пешки не се одеше, не со возилото, пешки не се одеше. Ама сега многу убаво направија се. Благодарни сме од градоначалник, од нашите, од советник, од сето и од Република Македонија сме задоволени сме се. Фала Богу, сега многу убаво. Успешно е направена ва до сега не сме били, не сме и нема да ни чини. Се подобруваат условите за живење во Бучин? Белки ќе се удобрува условите, белки ќе се удобрува за да останат младите, да се живеат народот тука, белки ќе се има нешто.